to heaven. Добар ден. Не знам дали ви помогна Led Zeppelin да се спремиме за предавање. Така се слушаме? Да, се слушаме. Супер, почнав да снимам веднаш, да не заборавам. Led Zeppelin, виртуози како Моцарт и Бах во времето на секс, драгс and рок н рол. Сега имаме само драгс и оној секс го имаме во политика, ама да не влегувам во таа тема. Океј, не знам дали сте ги слушале, но ми се интересни секојаш и тука се негде со Queens, од Queen Bohemian Rhapsody. Виртуози. Слушал некој Led Zeppelin од вас? 6 кои сме тука. Имаат интересна приказна. Джими Пейдж, виртуоз на гитара, Џон Пол Џонс, басист, Роберт Плант глас и Бонхам или Бохан им тапанарот кој што фантастичен тапанар. Имаат несреќа, починува и многу интересно групата престанува да постои само заради тоа. Значи не постоеле заради слава, заради личен престиж, туку затоа што биле група. Дел на членови на првиот Woodstock, не знам дали ви имате информација, еден од масивните фестивали музички. Сега имаме ние Exit, Нови Сад и така натаму. Како и да е, можеби ќе ве заинтересирам да погледате додека се спремате за нешто што се нарекува управување со човековите движења и формирање на моторички навики. Додека вклучувам, дали имате нешто да ме прашате? Нешто од минатиот пат, нешто поврзано. Јас сакам да прашам за Куперов тест, можеме да цимнеме било која апликација, така ли? За да ви пратиме скриншот. Може било која, да. Гледајте, поентата е да ќе оставам и тука информација, ме прашуваат колеги кои што никош не биле на час и ми праќаат 10 минути трчање, 9 минути трчање. Тестот се изведува 12 минути, колку што можете, нели, да соберете метри. Поентата е дека има некоја норма за машките, колешките 2700 метри, за колешките 2400 метри. Инаку ако прогуглате ќе видите дека Кенет Купер беше, да. Он во Аеробик книгата супер објаснува како ги правил анализите и направил тест од 6 минути, 12 минути, 18 минути, но најдобри корелации со Дагласова вреќа дao 12 минути, затоа го користиме него. На голема популација тестиран и е супер за индивидуални тестирања. Да, користете било каква апликација, гледајте, зашто го кажав ова, затоа што, например, Strava знае да го скрати времето, па, например, вие трчате 12 минути, ќе ви покаже дека е тотал 11 и 10, 11, нема 11, 10, 11 и пол, 11 и 50, знае да покаже. И други некои апликации, особено доколку застанете, тогаш може да не ги мери метрите, па да почне да продолжи да ги мери. Проверете си што ми праќате, еден од колегите прати информација дека истрчал 3000 метри за 4 минути, така нешто, 5. И добро, колегата вика успеав, ми праќа фотката, скриншотот, се гледа дека GPS-от направил некој проблем, па од Кеј се конектирал во Тетово, па од Тетово се конектирал во Кичево, па од Кичево се вратил назад. Тоа е грешка некоја на уредот кој што мониторирал. Проверете ги сите тие информации и тогаш праќате. Океј? Добре, благодарам. Супер. Некој друго прашање? Оние за студентски прашања ми се одмилени. Ниједна нова генерација.
ниту еден, ниту една вас не праша за студентски прашања кога работите. Добро. Ако немате што да прашате, ќе пробам не на брзина, туку ефикасен да бидам. Овој момент со управување на движењата го работевме на настава по антропомоторика и формирање на моторички навики, значи како се учат апликативно, како да учиме некоја моторичка навика, спомнавме таму за визуализација, па приметивте дека има разлика помеѓу некој од вас, некој го знаел движењето, некој не го знае движењето, некој од вас го побрзо го сваќа движењето, некој од вас поспоро го сваќа, нели, са машки и женски род. Поентата е дека тука нас не треба координација многу, ама сепак да не биде, нели, дека за координација зборувавме минатиот пат. Оваа тема е посебно одвоена за да може да даде, како се като инсайтс, да даде подробни информации што се случува кога ги управуваме движењата на човекот, што се случува во позадина, како нели кај моторички способности, дека зборувавме за латентни димензии, дека нели што се случува и што е тоа што покажува брзина, сила, способност и така натаму. Ќе пробам така ефикасен да бидам за да пробаме да нормално заеднички, ве молам исто прекинувајте, прашувајте, да издефинираме и да даеме некои насоки за оваа тема. Абстрактно е малку, ама е многу интересно. За мене се ова основните теми: координација, формирање на моторички движења, управување со човековите движења и така натаму. Сила, брзина и издржливост, тоа е многу едноставно. И затоа кога ќе дојдат студенти на испити не знае како се дава рецепт за сила, брзина или издржливост, тоа е страшно. Овој концепт да го објаснуваме, па ајде, можеби нешто ќе заглавиме. Е координација, па можеби ќе заглавиме. Ама она каде што знаеме дека витамин С се зема са бајлечки или не знам, имаме 3 пати дневно оброк, тоа не може да не го знаеме. Океј. Како ние функционираме? Значи, една од теориите на Вернер, Норберт Вернер, нели, кибернетикс, може да сте го слушнале како наука за управување со системите. И се едната од теориите е дека, нели, како што функционира компјутерот, машина или било која друга машина што ја управуваме, дека така функционира човекот. На некој начин, да, има логика, нели? Па тука одлево кажува систем што управува, тоа е централниот нервен систем. Имаме некоја директна врска каде што се нашиве нерви, кои што задаваат информација, импулси и така натаму, се контрахираат мускули. Мускулите се управуваниот систем. Значи не коските, туку мускулите, кога зборуваме за движење. Нели, мускулите на база на контракции вршат помрднување на системот на скелет, на коскениот систем на лостови, така да централниот нервен систем преку нервите дава информација до мускулите и мускулите прават некоја синхронизираната контракција, агонистичка, антагонистичка на мускулите прави некој систем да биде управуван. Значи, некој движење произведува. И добро, ние сме дале команда сега, зададено некој движење, ама гледаме, не ни одговара движењето. Тој момент гледаме или некој ни посочува дека нешто треба да се коригира, значи сами коригираме или некој ни посочува, се нарекува повратна врска. Значи, овие два момента се така битни: систем што управува, систем кој што е управуван, директната врска, нели, каде е, и повратна врска. Ај прашање за вас. Наставникот каде е во овие 4 дела? Наставникот кој го води часот и пробува да научи дечиња на нови движења. Каде го може да го сместите? Систем што управува, управуван систем, директна врска, повратна врска. Повратна врска. Точно, повратна врска. И се ова е само, нели, кажав, една од теориите, како што може да си проверите. Повеќе мене целта ми е само да дадам насоки дека вака теоретски што се случува и како ние се организираме. Значи, организацијата на нештата во светот, кај нас на факултетот, дома, во самите себе, е
многу битен процес кој што најчесто не сме свесни за него, така да ова пробува да некако даде една од теориите што се случува во нашиот систем. Бернштайн, како што го спомнав, групава Led Zeppelin и Queen ја спомнав тука некаде. Бернштайн е еден од така најпозитивните ликови во негово време и се уште каде што задава добри теории и објаснувања за тоа како се формираат движењата. Ќе спомнеме Бернштайн уште неколку пати, мислам, понатаму. Например, Бернштайн ја споредува и објаснува сензорната корекција. Замислете се, вие кога стоите, не размислувате на исправената состојба. Тоа движење сме го научиле. Ама дали мускулите работат и ја одржуваат таа состојба стабилна? Така, најверојатно да, не најверојатно, туку сигурно да. Значи, мускулите мора да имаат контракција, па макар тоа е минимална, значи точно да се активираат оние мускули кои што може да задржат стабилната состојба на исправеното тело. И тоа ние го работиме например, на несвесно ниво, ама во позадина има некоја сензорна корекција која што постојано се случува. Значи, постојано некој праќи автоматизиран процес, може да го кажеме, затоа што е научено движење, ќе видите, ќе спомнам повторно, ама убаво е пак да спомнам и тука, моторичка навика е автоматизиран процес. Значи, на некој начин, постојано автоматизирано постои таа сензорна корекција. Еден пример за така дефинирањето на Бернштайн, дека ние постојано користиме во позадина автоматизирана некоја сензорна корекција. Вака анатомски, како што објаснив преку Норберт кај кибернетика, анатомски гледано, ова нели се случува. Мозокот, централниот нервен систем или мозокот, преку ребетниот мозок, нели тоа се едно колку таму мозоци имаше 6, 7, 8, вие треба да знаете, некако 7 како да беа. Ги контролира мускулите најдолу. Кога зборуваме за движење, нели, го контролира многу други работи, ама ние сега зборуваме за движење. Битно е да сватиме, спомнавме нерви, битно е да сватиме дека има моторни нерви и сензитивни нерви. Дека има нерви кои што се еферентни или одат надолу и аферентни кои што одат нагоре. Значи аферентни одат кон, тоа сензорните најчесто ги земаат информациите и праќаат информација до мозокот, мозокот ги обработува и преку еферентниве или нисходни или надолни нерви, така за визуално објаснување, праќа информација мозокот кои мускули да се контрахираат. И тоа е повторно научено движење, мислам тоа во позадина работи, ама ние свеста не ја вклучуваме. Кога велиме научено движење, велиме дека свеста не е вклучена. Нормално ние сме свесни, ама можеме да работиме, нели, 100 пати покажав, да работиме една работа е да правиме едно движење кое што е добро научено, а да размислуваме на нешто друго. Нели? Дали овој дел е јасен? Например, имате испитно прашање што се тоа еферентни или аферентни нерви. Много едноставно. Или објаснете како функционира кибернетскиот систем преку системот на мозок, нерви и мускули. Его повторно Бернштайн. Тој вака дели некои 4 нивоа за формирање на движењата, Па кажува, тука се објаснети под 1, 2, 3 и 4 заокружени. Дека првото ниво при формирање на движењата се рефлексни движења. Значи тука има тонични движења, се одржува телото. Ки видите понатаму движењата не се прецизни, тоа може да го приметите тие што беа на настава, тие што не знаеа, нели, нема информација за некој движење, движењата се крути, нема течност, нема флуидност во движењата, грешки се прават, брзаме, еднаш, два пати ќе пробам, не бива и така натаму. Второто ниво е ниво на синергија. Значи тука веќе почнува некоја здружена работа на мускулите, веќе се има диференцијација на битните моменти во движењата, се прави некоја контрола, некој постабилен шаблон се појавува
може да се препознае, чекај, сега овој влегува во фазата на учење, размислува за движењето. Нема хаос во салата, молчат, се сконцентрирани и така натаму. Тоа е веќе некој второ ниво. Трето ниво на просторно поле вика ги обединува сигналите од средината. Значи, може да ги работи движењата, ма слуша наставникот, пример, то кажува, коригира. Тоа во настава по скијање многу се приметува. Значи, на почеток што да им кажете на почетниците, не може да го примат, затоа што тие се во својот свет внатре не скриени, туку вметнати внатре и пробуваат, се борат на некој начин, страгал, со се она што им доаѓа како пречка, долги ски, се лизга, ќе паднам, и не може да ги прими информациите од наставникот. Ти му викаш, застани, он не слуша, застани, не слуша, застани, падни. Еве, пример, не оди брзо, оди многу споро, тоа е како Желка кога оди на скијање. На такви патеки се поставуваат почетниците. Значи многу споро им му кажеш ништо не прави и он упорно прави нешто. Ништо не прави, ќе те застане падината, ќе дојде контрападина и ќе те качи малку нагоре, ништо не прави, се движи со 0,02 км на час. Не може ни тие информации да ги прими. Арно, ама во третово ниво веќе почнува да ги прима информациите. Почнува да се прилагодува спрема средината. Па да види дека може би има и некој друг околу него да не го удри на скијање, да он не удри некого и така натаму. Тоа е ниво на просторно поле, третото ниво во берештај. И четвртово ниво е кога се научени движењата, еве нека биде скијање, овде еден друг пример даден. Ние не се спуштаме по падината, значи не лизгаме надолу со ски, лизгање, активноста е скијање, лизгање. Не се лизгаме надолу за да се учиме, туку се лизгаме за да уживаме. Значи тоа е веќе кога овде вели ниво на акција со објекти. Дечињата ја земаат чашата со вода, на почеток бебињата, нели, до 1 година и така натаму. Кога пробува да ја земе чашата, една чаша, не знам да се гледа, одам на кај нејзе и ја промашувам. Бебињата ја промашуваат, децата мали. Нема контролирани движења. Арно, кога ќе го научи движењето, оди кон чашата не за да го учи движењето, туку за да се напие вода. Значи да го контролира објектот на кој што представува предмет на разгледување. Така и во скијањето исто. Значи ние кога ќе го совршиме скијањето, нели, после тоа одиме да уживаме, не да учиме. Иако морам да ви признам, не знам колку години сум интернационален инструктор, 2005-2006 интернационален, ако македонска национална лиценца од 1999, како и да е, многу студенти и не само студенти, дечиња по ски кампови така натаму поминале. Мајсторство ми е скијање на назад, затоа што кога ги учам клиентите морам да скијам на назад за да, нели, гледам што се случува. Тоа не е брзо скијање, тоа е полека во плук позиција. Секогаш, кога скијам за мене, секогаш има доза на корекција. Секогаш. Затоа што секогаш на некој начин средината е таа која што прави да има нови, како се викаат, constraints или нови услови. И секогаш џумка ќе дојде, нема да ја видиш, мора да се искоригираш. Ќе дојде пред тебе скијач, ќе улета некој од позади, ќе треба да застанеш непланирано, длабок снег, мек снег, нели, заледен снег. Секогаш има корекција. Значи дури четвртово ниво каде што не размислува човек, секогаш има позади корекција. Па дури корекција дали е тежината повеќе на долната нога, надворешната или горната, внатрешната во свиокот и така натаму. Но еве еден пример како Берштајн преку овие 4 нивоа ги поделува овие фази при формирање на движење, ќе видите погајч слично е тука некаде. Но Берштајн мене ми се допаѓа како основоположник на овие моменти. Се вратив назад. Контрола на движење. Ова се гуру луѓе, обала слоновач или обала на слоновата коска, како се нарекува. Само на кратко ќе ги видим, ова е фестивал за презентирање на маски, значи Зулу, племиња, кој што ќе го мрднам малку понапред да ги видите контролата на движењата.
Значи, видите контролата на движењето. Фантастична контрола на движење, научено движење. Не размислува. Он, покрај тоа што ужива во движењето, пробува да направи што подобра представа за да може да добие прво место на надпреварувањето. Значи не размислува за движењата, видите контролата на движењата. Се е во ритмот на музиката. Како да се одвоени горниот дел од долниот дел од телото. Дури има и водител кој што објаснува и кажува што се случува, нели? Но ете, за нас се можеби нестандардни движења или нестандардни танцови, но африканските земји, африканските народи го имаат мислам, овие движења се мајсторство. Ево уште еднаш. Контрола на движење. Супер. Што нас ни треба за да можеме да управуваме со движечките системи? Или во превод што нас ни треба за да формираме една моторичка навика? Бидејќи кога управуваме со движењата, тогаш значи дека секогаш се соочуваме со нешто ново. Значи, како што кажува слайдов, нели, нас ни треба јасна цел, потребна информација, програма и функционирање на сензорните корекции или повратната врска нас. Ова исто, мислам дека на настава споменав, кога одиме на пазар, не одиме хаотично низ тезгите околу пазарот и купуваме се што ќе ни дојде, пробуваме се што, нели, да ставиме се што ни се нуди, или не купуваме ништо, само ќе поминеме, сме трнале да купиме нешто. Истото и овде, треба точно да знаеме што правиме. Не почнувајте да работите движење додека не ви е јасно. Некогаш едноставно движење, тоа сум бил сведок, кај повозрасни луѓе, може да направи мускулен проблем. Јас сакам да направам движење и почнувам да го правам движењето, одеднаш се контрахираат и агонисти и антагонисти, што е нелогично, ама затоа што централниот нервен систем праќа таква брза информација, се контрахира и предна и задна ложа во истиот момент, доколку има некое хронично повреди претходно или мускулот е склон за такви нешта, од пример, пукна. Мускул пукна. Мислам, мало кинење на мускулно влакно со подлив. Зашто? Затоа што проба да направи брзо движење колегата кој што всушност не можеше во моментов да го, најверојатно не го испроцесира како што треба. Може би мислел дека има јасна цел, но сепак застани, размисли, извизуализирај, собери информацијата што ти треба, направи програма, каква таква да имаш спремно што ќе правиш. И тогаш почне. Се зборуваме за движење кое што е подскокнување со јаженце, каде што случајно ова си има случајно, но замислете ако не го знаете, ако немате јасна представа за некој елемент од гимнастика потежок, било кој, ковартле напред или некој од елементите се да не ги скокови, нека бидат, нели, скокови на прескоци на коњ. Ако немате готова програма за тоа и не знаете, тогаш може да биде многу зезнато. Што се моторички навики? Многу пати спомнувано. Дефиниција на памет не треба. Овде има некои моменти. Моторичка навика, по мене, не мислам, тоа е мое видување и вие би требало ваше видување да си имате, е добро научено движење до степен на автоматизација. Толку. Сега понатаму следува што значи тоа степен на автоматизација, дали размислувам на движењето, кога нештата се автоматизирани, тоа е лента Форд. Форд, фабрика за возила, е првата фабрика, првиот систем на фабрика, да кажам, кој што вовел лента. А процесот е автоматизиран. Значи, луѓето си знаат, точно го склопува овој дел и го пушта на лента, оди понатаму. На другиот дел од лентата, другите склопуваат друг дел и така натаму. Тоа е првиот управување на системите. Форд е дефиниран како прва фабрика, институција која што направила лента. Значи, не работиме еден автомобил од почеток до крај, туку го разглобуваме и работиме делови и така натаму. Така да, ете, нека стои слайдов, ќе го прочитате, или може би го прочитавте, моторичка навика представува
добро научено движење. Разликуваме, ај тука ќе кажам условни и безусловни рефлекси, не сум сигурен дали ги имам некаде понатаму, овде се споменуваат условни рефлекси. Условните рефлекси се движења кои што ги учиме, значи рефлекси или движења, така се поистоветува, кои што се условени, значи на часот по антропомоторика пробувате ве условуваат на некој начин да, можеби терминот не е добар, ама ве условуваат да пробате да подскокнувате со јаженци. Условни рефлекси се учат. Безусловни рефлекси не се учат. Тие се добиваат со раѓање. Кажете ми еден или неколку безусловни рефлекси, значи тоа се движења кои што ги имаат бебињата со раѓање. Едно нека биде, можете и неколку. Бојру. Што имаат бебињата кога ќе се родат како движење, што го знаат? Ај уште еднаш не слушам, извини. Дали слушнав цицање, дишење, така? Да, нешто слабо менче се слуша со микрофон. Точно? Точно. Дишењето е на некој начин условено од респираторните мускули. Значи, они треба да се контрахираат, да го дигнат градниот кош, да влезе воздух, да се направи таму што ќе се направи размена, да се опуштат, да се издише. Нели, ние сега не размислуваме за тоа. Не сме размислувале некако бебиње. Не сме размислувале за процесот на цицање, а е движење на устата кој што мора да направи, нели, прием на храна. Така да, безусловни рефлекси се оние кои што се добиваат со генетски пренесени, не сме ги учеле. Условени рефлекси се оние кои што ги условуваме во животот. Сега сам ќе се условам себе дека треба да научам да возам велосипед на едно тркало. Ама не со две тркала, оној со едно тркало, циркузантскиот велосипед. Значи, тогаш се условувам сам себе. Така да, тоа е малце околу ќе сретнете условни, безусловни рефлекси. Мислам дека кај нас ќе го сретнете, не сум сигурен во англосаксонска литература, но нека стои како информација. Нели, кога правиме овој план за изведување на движењата, како што покажува тасот горе, секогаш тука сме негде еквилибрираме околу капацитетите и оптоварувањата. Значи, ако оптоварувањата се поголеми, тогаш неверојатно ние немаме капацитети, за тоа па ни треба малку подолго време за да можеме да се може да се постави еквилибрацијата, но со тек на учење ние ги надополнуваме капацитетите кои што ги имаме, така да на крајот се нивелира повторно капацитетот со оптоварувањето, кое што се задава се оптоварување, не е тука сила, брзина, издржливост, туку когнитивно оптоварување кога учиме нови движења, нели? Умствено, психичко оптоварување. Може да бидете прашани, слично како кај Бернштайн, и овде, кои се четирите навики, четирите фази низ кои што поминува движењето, за да може да кажеме дека е автоматизирано. Значи, има фаза на генерализација, концентрација, стабилизација и фаза на автоматизација. Да, не знам зашто не е ставено тука, но да, треба да стои. Затоа што најверојатно постојано зборувам за нејза. Генерализација, движењето се груби, слично како кај Бернштайн, концентрација веќе попрецизни се движењата, мада Бернштайн даде поубаво објаснување. Стабилизација, стабилно е движењето, но ако ме прашам како се викате, ќе се поремети движењето. Значи, тука сме стабилни, се изведува, ама на ивица. Додека кога ќе дојде во фазата на автоматизација, тогаш, нели, кажав, не размислуваме на движењето, не се вклучува централниот нервен систем и може да кажеме дека е направен запис или енграм, или енеаграмска врска. Што е енеаграмска врска? Енеаграмска врска е теорија, една теорија покажува дека енеаграмските врски всушност се многу сјалички во централниот нервен систем, во мозокот, кои што
кога учиме движење, се осветлуваат и се конектираат едни со други. Значи, на ниво на мозочниве клетки се прави некоја конекција и велиме движењето го има точно тој запис како некоја структура од конекции. Нели? Да, мајке видите следно во движење, значи за да може да следниот слайд, за да може да сватите што се енеаграмски врски. Замислете оваа сликава погоре, замислете дека ова е во мозокот и постојат многу невронски врски, значи на ниво на неврони, невронски врски кои што помеѓу невроните се воспоставуваат кога правиме некое ново движење. Ке помине, да, само вака, ке прам да го намалам овој дел. Да, нема звук, пардон, што се работи, можете да гледате и да читате, брзо оди. Покажува да пробува да покаже пример на како се формираат мисли, како се формира емоции, на сличен начин се формираат и движењата, дека се воспоставуваат врски помеѓу овие неврони или невронски врски. Анатомија, нели? Нервна мрежа. Во нив се инкубира мисла. Гледате како кога ќе светне, тоа визуелно покажува дека всушност тука има некоја конекција. Идеја, мисла, чувство, се генерализира, се материализира преку овие врски. Едни со други имаат интеракција овие врски. Објаснува за овие емпатични моменти, значи густа нервноска врска. Сега веќе ова е од филмот, може да сте го гледале, What the Bleep Do We Know? Всушност објаснува за позадината на нештата. Стар филм, има и неколку понови варијанти, не на овој филм, туку на овие теории, ке прекинам, нема потреба повеќе, кои што покажуваат некои така квантна физика малку што се случува и што ние всушност правиме на планетава. Значи, what the blip, знаете кој збор е? Blip е замена за оној другиот збор, среден прст. What the blip do we know? Значи, што всушност ние знаеме? Ние вака кога живееме и со турбофолк, и со рок-н-рол, само тогаш испаѓа дека ништо не знаеме, но нешто во позадината се случува. Ке пробам да најдам една фотка каква е невронската врска кај бебиња и каква е кај возрастните. Не сум сигурен дека имам тука, ке треба тоа да го најдам негде, можеби на крај, за да ви објаснам. Тоа е финтата на невронската врска, што ја објаснив. И на таа теорија на енеаграми и сјалички кои што се вклучуваат. Што побогата невронска врска, а таа се добива како резултат на учење на нови движења. Значи, што повеќе учење на нови движења, побогата невронска врска, повеќе енеаграми, поголемо искуство и база за следното движење. Значи, во превод, дечињата треба да имаат најразновидни форми на движење и учење на нови движења. Дури да проба да го учи движењето, веќе сте му возможиле да има да проба да ја направи таа невронска врска, значи да го обогати фондот на движењата. Дури да проба, не мора го научи. Зошто? Затоа што тогаш има на страгал во координација, тогаш ја вика координацијата на помош и тогаш нешто внатре се случува латентно, каде што пробува да се некои системи да се поврзат, да се основат нови патишта. Незамисливо било пред, не знам, 100 години дека можеби човекот ќе стапне на месечина или ќе излезе надвор Јури Гагарин од земјинова сфера. Но незамисливо беше дека сонди на Марс ке пратиме, има преку 15 сонди на Марс, од нив неколку се слетани, функционални се 2-3 сонди на Марс, кои што добиваме информација постојано за нив. Значи, ако не пробаме, не можеме сигурно нема да добиеме обогатување на движењата. Ама ако пробуваме нови движења, тогаш ќе има некаков бенефит. Ова е еден така нелинеарен педагошки пристап, исто теорија, која што многу се форсира и всушност има супер показатели, супер истражувања постојат за нејзе од X причини, значи затоа што се истражува.
И ќе пробаме да го изслушаме предавање, 3 минути 4 објаснување едниот и друго видео, каде што всушност пробува да ги расцепка сите моменти кои што влијаат на нашето однесување, behaving во дури формирање на движење и учење на нештата, дека тоа се личните внатрешни квалитети кои што ги имаме, средината која што од надвор ни дава како constraints или задачи или промена на тие параметри некои и интервенција од наставник, нели, кој спорт го работиме или спортска активност и така натаму. Constraints-based learning is, so I thought I'd make a video about it. Development of contemporary motor learning theory, specifically ecological dynamics, led to the birth of the contemporary coaching method, constraints-based learning. Ecological psychology is the first part of the puzzle. In 1979, James Gibson released a book about his ecological model of visual perception. The way an organism perceives an environment is key to how it acts in it. He discussed it in terms of affordances, which are opportunities. Значи, како гледаме на средината е клучен момент за да може да ги спознаваме нештата. Значи, покрај тоа што има некоја Гибсон ги поставува овие моменти. Супер. The way an organism perceives an environment is key to how it acts in it. How perceive, како ги гледа нештата. Which are opportunities for action available to organisms within the environment. Си наоѓа можности на база на перцепција на нештата. Differently to that of a human. Where a human would drink the body of water, a water strider would walk across it. Пајак. Значи, он нема да ја пие, ќе оди околу. It is the size of the cup relative to the size of the hand that makes it graspable. The next bit is dynamical systems. Dynamical systems is the mass behind it, and it looks at how systems interact. The key thing to know is that it's non-linear. There isn't a linear interaction between systems or linear development. Everything works in a non-linear fashion. Се функционира во нелинеарен систем. We have ecological dynamics, which is what underpins constraints-based learning. The key thing to understand is that the way a person perceives will determine how a person acts. The constraints on our perception and therefore action are broken into three areas. The first being the environment, which could refer to weather, Значи, три дела, such as средината, wind, rain, snow, humidity. снегот, нели, Plain ви кажав, surface, where we could have sand, grass, clay, hard Пример. or soft, or something like a slope, which could go up or down. The second is the individual. Each individual has a Второто unique сме set ние. of constraints, whether that be physical attributes, such as height, Секој си има своји weight, квалитети limb некои. length, or mental attributes, such as experience, personality, or confidence. The third constraint is И the третото size. Within the е game that задачата. we are playing, we can change the rules, the number of players, the size. Значи, може да of ги the field, смениме for example. условите, правилата на Time игра. that the Тоа се game goes constraints. Or maybe we could change the number of goals available for players to score in. The combination of individual, environmental, and task constraints create emergent behaviors. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception and experience. Ова ќе го Rather слушнеме уште than еднаш. teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception Уште еднаш. and create emergent behaviors. Слушај. Rather than teaching explicitly, telling people how to do an action, individuals learn implicitly and produce actions through their own perception and experience. Супер. Значи, што сака да каже дека наместо да даваме задачи и кажуваме сега ова изведи го вака, сега ова изведи го на овој начин, сега ова изведи го на од другиот начин, слушаме сега ја што ти кажувам, што е не баш многу добар момент, ние го покажуваме движењето и велиме пробај, најди свој систем како да го решиш проблемот. Океј, значи тоа е индивидуален пристап
затоа што не секој учи и не секој се однесува behaving, emerge behaving, како што ги кажува, значи произлеза на однесување. Тоа доаѓа од индивидуалниот пристап, од околината, од човекот како ги гледа нештата. И претходно имаше еден пример на учење една од книгите каде што ученикот, книги за скијање, ученикот објаснува како неговиот наставник 3 години поред ги учел спуштање косо спуштање по брег, еден од ликовите во скијање, 3 години. И што научиле? Ништо не научиле. Додека другиот наставник, другата група, им кажал пробајте да се спуштите, можеби некој ќе го фати движењето побрзо од другиот, можеби ќе си направи некоја логика, нормално ќе покаже како и ќе му каже пробај. И тоа не смее да биде многу опасно, нели, ќе процени наставникот, но подобро е да пробаат сами отколку ние да им кажеме сега ова направи го се, тоа е робот. Тука нема никаква нема логика во нештата. Значи треба да дозволиме клиентите, учениците, луѓето со кои што работиме да најдат сами решение. Кога ќе најдат сами решение, тоа веќе не е copy-paste, туку е завршена работа. Сега во тој контекст, само потврдете ми дали се слуша окей, дали се гледа во ред видеото, за да знам каков е интернетот. Одлично е се. Супер. Во вториот дел токму тоа се однесува, значи, constrained learning versus isolated, преку изолирано движење и задавање на задачи кои што учениците може да ги или дечињава може да ги спроведат. We'll compare an isolated activity with a constraints-based activity, using the theory of affordances to underpin our justification. Just so we're all on the same page, isolated activities are activities or drills repeated within an environment where there is limited solutions and are explicitly taught. We give players the how. Constraint-based activities Само една designed нога. through the manipulation of environmental, individual, and task constraints to develop implicit emergent behaviors. Here is an example of an isolated ball mastery activity, using cones and poles as points of reference for movement. In this activity, players have been asked to dribble the ball around the poles without hitting the cones. The aim is to get around all poles as quickly as possible. Players have been given explicit instruction to keep the ball close by taking a touch every step and to only use the right foot. Значи задачи и ограничување. Ultimately, what we can see is players perceiving and acting with reference to the poles and cones, and also the explicit instruction given by the coach. И точни насоки Both на things движење од which are еден never present стап, in the од едно game. стапче до друго стапче. Ама ова не Here's го an нема example во of меч. constraints-based ball mastery activity, using Ова е the вториот opposition пристап. player as a point of reference. In this Каде activity, што го players are користиме split into two roles. One person is играчот a од спротив. tagger and the other a runner. The aim of the runner is to avoid getting tagged for 15 seconds. The aim of the tagger is to tag the runner. Both players must be in possession of a football. The environmental and individual constraints stay the same. The task constraints have been manipulated. The size of the playing field, the number of players, the limited use of goals, and both players having a ball, along with the rule change of not being able to tackle and rather having to tag. One key to the motor learning theory that we have discussed is affordances. These are opportunities for action within the environment. Importantly, the learning is in finding these opportunities for action or becoming attuned to affordances. In the isolated activity, the environment players are placed in is static. We have a bunch of cones which do not change. Значи ништо Players have been посебно. given explicit instruction Нема to решенија only многу. use the right foot and to take a touch every Статично step. делува. Opportunities for action change slightly, but because the environment isn't dynamic in nature, there is a limited need to search, limiting the use of the perceptual system and ultimately limiting the amount of learning opportunities. Го In лимитира a constraints-based activity, големината the на environment учењето. players are placed in is Го dynamic. лимитира. There is a За tag разлика present од ова that второ. acts as pressure. Players are given freedom to use any type of ball control, and you can see different uses of the foot, different size touches, different body positions, and even varying uses of speed. They are constantly searching for opportunities within the environment to act. The Постојано perceptual страгал, system is highly постојано active борба. as the players move away or towards their opponent.
Ultimately, the point of this video is to provide justification for constraints-based learning. The key point is providing players with opportunities for the high use of the perception. Значи, се надевам така успеавме да сватиме, ако не еве на кратко ќе објаснам. Значи, прво е дека кога базирано на првото видео, што е environmental learning и каков пристап може да имаме, како што кажав, доколку ги изолираме движењата, тогаш не му даваме шанса на ученикот или тој што учи, може да биде мало детенце, може да биде возрастен човек. На 70 и нешто години сум имал клиент кој што сака да научи скијање. Го лимитирате. Доколку го поставите во услови каде што он треба да ја реши задачата, значи да се снајде како да се спушти надолу, тогаш тоа е многу поуспешен начин отколку да му кажете сега стисни на оваа нога и држи на оваа нога. Тука нема никаков многу слабо развој на врски, многу слабо примање на нештата, споро учење и така натаму. Имате ли нешто да прашате во однос на ова? Океј. Што представува автоматизација? Така кажав, значи кој е автоматизирано движењето, кога е веќе научено, има постојано стабилност, вариативност, значи може да го менуваме движењето, да вртам со раката нели во едната насока, со едната, со другата во другата, ама и да го сменам движењето, да вртам и обратно. Нели јаженцето да вртиме нанапред, да вртиме наназад, значи вариативност некоја, па да подскокнуваме со јаженце, тоа не го пробавме, немавме трамполина. Да подскокнуваме на трамполина со јаженце, многу интересно. Значи, еластичната компонента на трамполината треба да ја процените за да можете да отскокнете да го завртите јаженцето. И тука обично се греши. Сега нема брзање, тука има момент, летам. Джордан, летам во воздух, па додека се спуштам долу, па повторно треба да акумулирам таа енергија надолу, па повторно ми изфрли трамполината и така да има по друг вид на движења, ама супер беше за проценка, например, вашите колеги пред да ја снема негде таа трамполина, се реновираат саливе, изгледа само ние ја користевме, по 2 часа антропомоторика, како и да е. Значи, може веднаш да се примети кој каква координација има. Од услови на скокање на паркет, во стандардни услови, каде што го знае движењето, обично едно со едно подскокнување, доаѓаш на трамполина и веќе се променија условите. Има вариација на движењата, има вариација на подлогата и така натаму. Тоа е све го спомнавме во учење на нови движења, во креирање на координација, всушност каде што треба да има вариабилност на движењата. Ова е едно примерче, нели, што значи повратната врска, како треба да изгледа од левата страна движењето и како го прави ученикот, нели, колено свиткано, малку повеќе свиткано, малку помалку свиткано, и на крај доаѓа идеалното тоа што треба, ама секогаш има нов план повратна врска, нов план или повратна врска, нов план, повратна врска, нов план, доколку не може го совлада, ако може од прва да го совлада, нема што, одиме на следно движење или го ставаме движењето во функција на нештата. Така, кои се тие три фази, значи сублимирано ги сваќаат движењата, практични обиди и на крајот, како што кажува Бернштейн, користиме, ги манипулираме објектите за нашите потреби. Значи тоа веќе станува вештина, навик, кој нарекуваме. Држете се до оние 4 фази што ги кажав. Генерализација, концентрација, стабилизација, автоматизација или на Бернштейн фазите 4. Последната беше манипулација со предмети повторно. Океј, тука има некои примерчиња кои што има кажано за новите движења. Нешто сум извадил на кратко. Вели, човекот ги организира секој пат новите движења од голем број на елементарни координацијски команди, кои биле стекнати, уцврстени во текот на претходните пробувања во моториката. Бернштейн, 1960 година. Тоа е она што кажувам, нели, па се повторувам и сам себе, ама некои работи мора да се повторат за да сватите кои се битните моменти, утре ќе ги помните нив и они ќе ви бидат водилка за креирање на програми и така натаму, наставни планови и слично. Доколку го обогатиме фондот на движење кај децата, тогаш ќе имаме поквалитетна моторика понатаму.
и побрзо ќе ги сваќаат новите движења, и побрзо ќе ги усвојуваат и ќе бидат подобри во моториката, без разлика колкава координацијска способност имаат. Може и некој да нема голема координацијска способност, ама ако учи нови движења, секако ќе се подобри. И секако ќе се зголеми оние број на енеаграми во главата кои што се случуваат. Овде вели исто без што мислам, што поголем број на условни, да, ова е тоа што го кажа. Претходно научени движења, полесно ќе му биде на човекот да научи нови движења. Точно, на тоа мислев. Постои трансфер од претходно воспоставени врски на енеаграми кон ново енеаграми или конформирање на нови условни рефлекси на база на старите. Што поголема база, полесно учење. Повторно на тоа што го кажа се сведува. Зошто имаме практична настава? Затоа што се она што беше кажано тука за формирање на моторички навики и координација, оние кои што пробаа од вас, кои што беа на настава на тие неколку часа, може да сега да се вратат назад филм и да сватат или да пробаат дури од сега, да видат дека ова што го зборуваме всушност поентата е да се од внатре да се проба, тогаш има промен. Инаку ова само останува во етер. Ја што го кажав, нема улога, го знаеме теоретски. Ај да се учат вака и онака движење. Пробај да го научиш движењето сам и пробај да му дадеш на некого инструкција или да, како кажав еднаш, не да го научиш, бидејќи ние не можеме да ги научиме другите. Ние им даваме насока како они сами да се научат. И се вели, он ме научи скијање. Не. Скијање се научи сам. Ама тој ми даде добра инструкција, за да не лутам и за да бидам ефикасен. Инаку можев 10 години да учам и немаше да научам. Така да, ние сме тие кои што сме мастери на знаењето, самиот внатре, инаку од надвор не може ништо да дојде. Како и да е, што се случува и како се усвојуваат нештата, кога се читаат, слушаат, со колку проценти, или кога се прават. Значи, со колкав процент усвојуваат нештата кога се изведуваат. Физичка работа. Физичка работа. Не дека треба без план да биде таа работа, туку преку движењата ние учиме многу повеќе отколку да седнеме само да учиме математика суво. Пример, во така фино развиени школски системи, каде што има услови, нели? Дечињата математика не се собира на табла една јаболко со друго јаболко, туку во шума собираат шишарки или собираат некои плодови или дрвца, па ги бројат колку се. Значи, преку движење ја учи математиката. Еден основен пример како тоа може да се изведе. Ова едно видео исто ќе го изгледаме кратко. Лајла, мислам дека беше девојчето, како научи да вози велосипед, а претходно немаше никакво искуство. Верувам дека е така, затоа што целата енергија на видеото ќе видите е на тој начин пренесена. Ќе видите како инструкторот пробува да го доближи велосипедот како средство до Лајла. Значи да ја вклучи Лајла во средината, environmental learning, да го доближи максимално велосипедот, средството и видот на движење, за да може она побрзо да ги свати, поефикасно да ги свати моментите на учење. Не знае девојчето како се учи, ама нешто од внатре и овозможува како на сите нас, кога сме биле бебиња, не седнал некој на табла да ни каже сега ќе исправиш левата нога, па десната, па ќе бидеш на 2 нозе, нема да бидеш на 4 да лазиш, нели? Туку, јас изгледа правам некои тука лајкови. Туку интуитивно се учат нештата, нели? Ајде, Лајла. Исла беше, се извинувам. И Бен. Пушбајк, ова се рекла пушбајк. Значи, велосипед со буткање, каде што ги нема веќе
Педалите. Take some great big steps coming up the jump. Што прави на овој начин? Пробува што повеќе да одржи They ride баланс. like this. Lovely, and your brakes. Whee! That's it, we'll get it started. Very easy. The right pedal goes on the right side. Hand on there. Учествува девојчето во ставање на велосипедите. And magically, it tightens it up. Done. Tighten it up. That's it. Pedal on. Little wiggle. That's good. Right, do you want to put your foot on there for me? That's it, and give it a scoot when you're ready. Look where you're going. Look at the horizon, off you go. Wow, look at you go. Прво беше со една педала, сега со Hand две. on your back. Now hold you like that, and then you put your feet on the pedals. Okay, you ready? And then look where you're going. I want you to just pedal. Off you Најбитен go. момент да гледа напред. Off you go. Во учење на велосипед, финтата е да гледа напред. You're gonna pedal. Напред, далек, And не во stop. тркалото. И гледаш малку почнува. You do the Многу wobbly малку. bit. Мала Wobble. дистанца. Can't wobble anywhere. You're not going to go anywhere. Keep your brakes on. Put your feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes. Off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow. That's a long way. Do you see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And then I'll hold the bike. Feet on the pedals. Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes and you're going to pedal off. Okay? 1, 2, 3. Go! Let go of the brakes. Off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye bye. Send us a postcard. Isla. Woo! Look where you're going. After 3, you're going to let go of the brakes. 1, 2, 3. Go! Let go of the brakes. Off you go. Wow! She's off. Супер. Мислам дека јасно ни беше насмевката на девојчето што всушност покажува и дека она наистина секој од нас кој учи велосипед од внатре самите пробуваме да ги искоординираме нештата за да може да бидеме ефикасни. Една кажав на видео, не знам да се слушна, пример на учење велосипед, една од најбитните финти е да гледа напред, во далечина, за да може хоризонтот да го задржи и на тој начин и балансот ќе може да го задржи. Тоа истото се случува во учење при летање, например, со било кој уред, седелица, авион, параглайдер и слично, за да се задржи балансот се гледа напред. Доколку дечињата гледаат во тркалото, тогаш не може, визуелниот момент е многу битен за да може да се задржи балансот на нештата. Океј, мене ми е супер секојаш кога гледам видеото, супер го имаат направено. Да, мислам дека сме тука. Да, супер, тука сме, на крај. Имате ли нешто да ме прашате? Имате нешто да искоментирате? Наверојатно не.
Дали се јасни концептиве, секако ќе треба уште еднаш да изгледате, тоа е сигурно. Може би уште еднаш, зашто не. Искористете наместо, навечер или било кога, слушнете го уште еднаш предавањето било кое и на тој начин ќе ви помогне за да се средат нештата. Јас ќе исклучам рекординг.